Моето пътешествие низ селата во Република Македонија ме донесе и во прилепското село Топлица. Патот ме донесе на сам ден на Еремија. Може би се прашувате што пат ме доведе во Топлица? Драги мои, од памтивека па се до ден денешен на топличани Еремија им е летна слава. Во селото дојдов рано, можна рано, пред изгрејсното што се вели. Може би се прашувате што барав толку пред изгрејсното рано. Дојдов да ја фатам литургијата на селскиот поп, кој од памтивека, како некогаш така и денеска, се одржува во селската црква Свети Никола. Да, Свети Никола. Може би се прашувате зошто во селската црква Свети Никола. Затоа што селаните од селото Топлица својата летна слава од пред неколку години ја слават во оваа црква. Да се освети оваа вода со силата дејство до слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа, да слезе над оваа вода очистителното дејство на предвечната Троица, да се помолиме на Господа, Господи помилуј, да биде оваа вода лековита за душите и телата и за изгонување на секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа. Господи помилуј, Господ Бог да испреди свој благослов за избавување и благословување Јорданово, да се помолиме на Господа. Господи помилуј, За сите на кои ми треба од Бога помош и заштита, да се просветиме со духовна светлина да насушната Троица, Господ Бог наш да не покаже синови наследници за пиењето, поросувањето од оваа света вода, да се помолиме на Господа. Господи помилуј, Да се избавиме од секаква гнев и опасност, Боже заштити не спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Господи помилуј, Спомнувајќи ја пресвета пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секојаш Дева Марија, за сите свети и самите себе еден на друг, и сиот на живот на Христа Бога да го предадеме. Спаси Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи всем православним христијаном нашим нас опротивија дарујај. И Твое сохраняй крестом Твоим жителство. Додека селскиот поп ја слушаше утринската литургија, црквата, поточно речено црковниот двор, полека се полнеше со мештаните, селани од ова село. И како што доаѓа мештаните, така речиси, до пладнина не само што црквата, црквениот двор, туку и селото заживна. Нека му е вечна слава. Земете едно јајце. Ајде, земете едно јајце за душа за све корми. Надалеку се слушаа му обетењата меѓу селаните, кој од кој род бил, кој од кое семејство, кој каде се родил, каде му била куќата, каде му бил селскиот двор, каде бил стежеро за вршење, каде било огништето, трлото, градината, сред селото, училиштето, како му се викал првиот учител и како си живееле убаво во селото Топлица пред повеќе од 50 години.
Јас сум Алекса Ивановски од Џумерковци. Од татко Целе, мајка Васка, а дедо Тоде Џумерко. А инаку моментално сум член на управниот одбор и благајник на тој одбор. Ние сме за црквата, тој управен одбор и мислам црквата се само финансира со наши труд, со едно со друго. Имаме, како што кажа претходно мојот другар и пријател, имаме две слави. Имаме Света Мина и Еремија. И си правиме Василица, ако што кажа. А инаку во селото имаме само моментално само две кујчи. Јас сум Кампески Василе, родум од село Топлица. Ланска година се пријавив како домајчин на овој свет празник, Свети Еремија. Заради духовно исполнување, заради здравје, ради дружба, ради пријателство, едноставно да ги соберам сите староседелци и жители што се родени во село Топлица. Јас сум Петковска Трајанка од Топлица, со мојот син Петковски Менде и сопругот Петковски Блаже. Сакаме да присуствуваме на овој ден Еремија, сакаме гости да имаме дупло од колегава што кажа, сите весели среќни да бидиме, да го поминиме празникот со песми, со радост, со среќа, со многу дечина да ни шетаат, тие што имаат да имаат многу, а и ние со нив исто така да се радуваме. Јас сум Петковски Минде, сум дојден од Прилеп во Топлица селото. За година да ми дојдат попоше гости и сакам да направам една убава слава за сите гости за веселба. Ви честитам. Фала. Новото домајчинство и за убава да видите. За убава со среќа нека биде. Јас сум Мирјана Врхота, родена во Прилеп. Иначе има еден дел по покојниот што ми е. Има тие со Топлица од тука. Сега моментално имаме фамилија, децата се исто така, наследува што викаме ние. Ти си домајчинка за една година, така? А иначе сум домајчинка сега ова година викна за година за Еремија, а иначе прошлата година викнавме за Света Мина. Да. Да, селото имаше доста гостима. Селото ги поканува мисите и за година, и за Еремија, и за Света Мина, да повела да дојда. Не можев да му одолеам на джагорот што го слушав, така да речам, а да не им се придружам на мештаните. Она што го видов, не можев да им верувам на гледката што ми се појавуваше пред моите очи. Селото Топлица, речиси, е празно село. Селото Топлица е село во заборав. Навистина, ништо не остана од ова село. Сето село е обрастено со трјња и капини, со по негде годе некој останат зид, кој тешко човек можеше да го разликува дали од некоја семејна куќа, или плевна, пондила, трло. Навистина, само постарите селани си ги препознаваа своите родни огништа. Во селото на славата беа дојдени и поранешни мештани, дури и од Австралија. Иако прв пат доаѓаат... Еве, јас моментално сум дојден во селото на татко ми и на дедо ми. Тодор Џомерко, дедо ми, а татко ми Петре Џомерко. Дојден сум со братучедот Џумерко. Исто од Томе Џомерко. Дојдени сме да го посетиме селово денеска на празникот. Сега, како што кажува селаните, јас појма немам, дека оваа куќа била на дедо ми, а тука е роден и татко ми. А потоа се тие преместени во Прилеп, во Варош, каде сум јас роден исто во Варош, а 70-та година заминав за Сиднеј, Австралија и ден денеска таму ми е фамилијата, а јас идам секој 3-4 години. Кога ќе чуеш песна македонска, кога ќе видиш на телевизија Оро македонско,
Posebno od ovde od Piljevskog. Ti se radovali Dušana? Tak. Se gleda, srcето ти плаче, ама душата ти се радува, така ли? Некој ќе се смеи, ама мене ме боли. Рече дека живееш во Австралија, колку членови брои твоето семејство? Таму јас имам 2 деца и 3 внуцина. Како ти се вика внуцината? Внуцината се вика Александар и Адам. Колку години има? Адам ќе имат 19, Александар 17. Дали некој со овој биле твоите внуци овде во Македонија, во родново место на твојот дедо? Овде не дошла никогаш, а во Прилеп биле 2 пати. Вака кога ќе им кажали слики, постари фотографии на твоите внуци дека ова е Македонија, дека ова е селото Топлица? Му кажувам и јас не е згодно да го речам тоа. Имам и шамарено таму за да учат македонски јазик. А сега вела дедо, тоа било многу добро. Знаат и македонски. Не зна перфект, али ипак си знаат да се разберат. Колку време ќе останеш овде во Македонија? 5. Само 5 месеци. Ти си му? Ние сме први братучеди од 2 брата деца. И големо задоволство ми е што дојде на овој ден дури од Австралија. Ти се радува ли тебе душата што овдека? Еве овдека дојде да видиш каде се наоѓала куќата? За сработа ја прв пат идам. Меѓутоа една работа. Во Македонија има над 200 села налик на Топлица. За жал. За жал, тоа е тоа. Јас во живот овдека 3 пати идам. Еднаш со дедо ми сум дојден кога бев некаде може 5 години, еднаш со чичко ми кога бев 8 и сега, така да речем. Али имам уште не сеќам. Колку години имате? Јас имам 73, 74 почнувам. Да се ми здрав и жив, да ти е здрава фамилијата, да ти дај Господ здравје и следниот пат овдека во Тополница, да дојди заедно во Топлица, да дојди заедно со твоето семејство, со твоите синови, со твоите внуци. И еден голем поздрав до сите наши македонци во Австралија. Да си дојдат овдека во Македонија, да го посетат на огниште, затоа што убаво место од родниот крај нема никаде. Важен е корено што вика. Оти, како рекле старите, ако не знаеш од кај си, не знаеш и кај ќе одиш. Топлица е убаво село, иако веќе село во заборав, само за кое многумина велат дека иако е село во фаза на заборав, тие со обновата на старата многовековна црква Свети Никола, Топлица пак ја заживеале. Само патот да го поднаправат, вода за пиење каква таква имаат. Јас сум Трајче Андонов од село Топлица, кое се наоѓа од Прилеп 23 километри
денеска ни е славата Еремија, по тој повод еве овде насред село на Чешмата сме дојдени и ќе кажам неколку збора. Селото Топлица, во моје знаење, броело околу 50 фамилии, по 4-5, 6 до 6 фамилии во куќа, значи тоа иде околу 300 жители. Колку се соседни села на селото Топлица? Соседни села се од Прилеп спрема Кавадарите кои ќе идиме, прво ни е Тројаци, па ние сме Топлица, потака е одесно е, например, Ракле, од Каршија се Големо и Мало Радово. Во минатото селово луѓето од што живееле? Што се одека ова поле раѓа? Ова поле е сиромашно, но сепак жителите на село Топлица се снаоѓале, биле работливи и онадувес. Имало мал дел житарица, лозија, а повеќето било сточарство, овци и говеда. На времето секоја семејство, секоја куќа отприлike во колку говеда имаше купени сите добите, колку овци, колку гелгаволови, колку имаше крави, коњи и така. Овци имаше најмалце 40, најмногу до 100. Крави и дзевгар воло имаше, секоја куќа имаше по еден дзевгар, по-богатите има може и по два дзевгара и сите добиток, например, телења крави по 3-4-5. Во минатото Топлица со што одевте? Немаше превоз, во моје знање немаше превоз, одевме стално со коњи и со магариња до Прилеп. Одевме до Прилеп, кажав дека има 25 километри и се одеше во сабота е пазар во Прилеп, се одеше со коњи и со магариња на пазар. Колку мала има селото Топлица? Селото Топлица има 3 мала. Тоа е Долно Мало, Средно Мало и Бакево Мало, така речено. Војчево, Бакево Мало. Селото Топлица има 2 слави. Може во Македонија скоро сите села имаат по 2 слави. Летна слава е Еремија, а есенска или зимска слава е Света Мина. Еве моментално денеска зборуваме за славата Еремија. Беше многу весело. Од сите села, како што ги набројав, од Тројаци, од Царевиќ, од Големо Радобил, од Мало Радобил, од Ракле, од Никодин, сите претежно идеја тогаш младите ергени и овде во Топлица бараја убави топлички моми бара, невести не. Јас од овде можам да кажам ми се радува душата, ама јас сум и последен од помладата генерација иселен. Излегов од овде од 73 година до 73 година овде. 54-та сум роден, во 73 година излегов во Прилеп и сега на секоја слава и за Еремија и за Света Мина сум присутен. Сега од неколку години почнавме да правиме и Стара Нова година. Не замерувајте ми, од кога да дојдам во Топлица, стално ми плаче душата, од овде израснав. Мештаните од Топлица велат дека нивното село е мощно старо село. Село со богато минато. Низ него минувале безброј војски, низ него минувале безброј знаени и незнаени јунеци, за него војските испеале многу песни, а една од тие многу песни е и ова. Слушнете ја.
Добре дојдовте сите драги гости, Топличани, на овај свечен ден пророк Еремија. И благодарам на сета посета. Сега сакам овдека да кажам нешто за ова спомене бележие. И кој си каже? Јас сум Борис Богески од Топлица, 80 години прам. Овој споменик овде е спомене бележие од 6 комити еден војвода. Војводата е Ѓори Спирковски од Лениште. Еден има комита од Ракле, Борис Нечето, Крстевски. Другите не му знаем имењата. Јас ова спомене бележие го направив овдека пред 7-8 години и така за да биде овдека во црквава наша, тука се закопани. За нив има и една друга песна, ќе испеам комитска со сестрава внукава Даринка. Ако сакате, се слушајте. Ајде. Ајде. Викнал се Петре, вој викнал, о Топличката планина. Викнал се Петре, провикнал, о Топличката планина. Ој веселани Топличани, утре света недела, утре света недела, да ја отворите црквата, да ја отворите црквата, че ти причестувам четата, да поканите три попа, да извадите литургија. Света са Петреја донесо, света се чета причести, света се чета причести. Само Петре, а црква не се причести. Само Петре, а црква не се причести. Зошто многу гревој направил, зошто многу гревој направил, многу душе Турци заклало, многу душе Турци заклало. Низ црковниот двор непрекинато се виеше македонското оро. Од насобраните селани во преполниот црковен двор одекнуваше македонската песна, а таа одекнуваше низ Топличката шума. Јана е шума градила, Јана е шума градила, градила, градила. Ети песко Топломе шума градила, леле, топломе шума градила, градила. Јас сум Љубе Илевски, роден сум во село Сенокос, од татко Божил, мајка Зора,
Дојде су поканет од домаќините. Во моментот се наоѓаме во село Топлица. Денеска е Еремија празникот и многу ми е драго што во Македонија имаме вакви села. Овие се како Швајцарија. Алпи ги поканувам сите од Македонија и го поканувам и Зоран Костевски во моето село да сниме Сенокос и ги поканувам сите да гледаат емисијата Маријово филм. И многу селото ме бендиса, имаме тука музика, се наоѓа на надморска висина на 600-700 квадратни метри и многу убава природа, многу се чувствувам среќен што сум денеска дојде во село Топлица. И ги поздравувам сите наши македонци од цела Македонија и странство да гледа нашава емисија и да, пошто Македонија има 360 дена и 360 дена имаме празници. За лице, лилце, лилце, за усте, лилце. Јас сум Горан од Прилеп, инаку кум му сум на Цветан, кој потекну од тука и бев поканет за прв пат идам во село Топлица, на селската слава Еремија и е многу убаво. Убаво е секој да дојде да види ваква убајна. Јас сум Цветан Ивановски, значи моето семејство од постари корења потекнува од ова село, од село Топлица и идам да речем уназад 4-5 години и секоја година кога и да дојдам се чувствувам се поубаво и поубаво. Значи, пошто го чувствувам корено на семејството и ги поканувам сите да речам и што се од селово, што потекнува и што не се да дојда овде во Топлица, па и во сите други села, да си ги сакаме корењата, да си ги сакаме убајните природни. Значи, нигде нема како нашиве убајни, нашиве села, значи, нигде нема како Македонија. Јас сум родом од Ракле, Божана Крсацка се викам. Син имам во Шведска, сна, внука. И му пожелувам се најубаво и на сите македонци, секаде кај што се појдени, да се вратат, а во родните овде краишта, да се ги видат. Убавината е многу убава, корисна, воздух, убајна, прекрасна. Сега тоа што нема народ, целата мите готово, али убавината не може да се откорени. Гости не треба, него му гости не треба, на кого е убава жената, него му гости не треба. Го оставам селото Топлица, ги оставам мештаните од селото Топлица, да си ја слават својата многовековна селска слава, Света Марена, а јас заминувам да ги посетам другите негови соседни села, овде во Прилепско, Сојде Збор,
дека пак ќе дојдам, пак ќе наминам, само Господ здравје да ни даде на сите нас, а и се разбира и на топличани.